Почитувани гледачи, во вториот дел ќе продолжиме со разговорот за животни. Со нас е Сашо Ѓоргиев, исто доктор по ветеринарна медицина, кој исто така ни доаѓа од Кавадарци. Но со него ќе поразговараме повеќе околу лекувањето негата на крупните, односно големите животни. Добро утро и вам и добре ни дојдовте. Добро утро, благодариме на поканата и мило ми е што сме гости во вашата гледана емисија. Так. Кои се најчестите болести кои што ги напаѓаат овие животни? Па, прво вака би кажал дека долги години работев во краварски фарми. Значи, таму го стекнев моето прво работно искуство и после имам работено нешто и во свињарските фарми. Па, најчести болести се во фармското одгледување, проблемите со млечните жлезди, проблемите со папците. Тука исто така би можел да кажам проблемот е и со бруцелозата, која што е присутна не во фармското одгледување, него кај индивидуалните земјоделци. Имаме одредени региони каде што се уште е присутна бруцелозата и покрај тоа што се правеа одредени акции за вакцинирање за да се искорени таа болест. Пречутно може да се каже дека се уште имаме присутност на таа болест. И тие се најчести болести и најмногу издаток тука се одливаат за лечење на тие болести. Сега би кажал нешто, например, речеме ви спомна дека најчесто е присутна болест маститис. Тоа е болување на млечната жлезда. И со самото болување на млечната жлезда доаѓа до намалување на квалитетот на млекото, а ние секогаш бараме да имаме што е можно поквалитетно млеко, за да децата наши го конзумират, и ние возрастните и го конзумираме. Сега, тука се зема дека најчесто таа болест се предизвикува 95% е бактеријска инфекција, а околу 5% може да биде од друг причинител. Најчесто за да се јави ова болест е во грешки во начинот на држење на стоката, грешки во исхраната, грешки во молзењето и грешки во хигиената. Сега тука можеме по некој збор да кажеме најчесто кои се тие грешки. Технологија на држење имаме во одредени фарми каде што има подолги лежишта, нехигиена на лежиштата, каде што имаме промаја, значи како да кажам неправилна вентилација, кај што не е направена добро како што треба. Грешки во исхраната може да се најде во храната мувла, плесна, габи, кои што исто така придонесуваат да се јави оваа болест. Грешки во молзењето, затоа и многу пати кога одам и на терен, кога разговараме и со индивидуалните земјоделци кои што имат по 10-20 крави, речеме овој Велешкиот крај има фарми во селото Ризерик со по 50, по 40 крави, така да има нешто и во градско, значи тие се фарми кои што ги посетуваме, они не внимаваат на молзењето, значи знаат, али не го применуваат одредени работи како треба се измолзи една крава. Сега, што е проблемот тука со молзењето, например, вакуумот, не навреме промена на молзните гуми, кои што пишува таму во одредени литература, дека за 6 месеци треба да се сменат, губе еластичност самата гума. И има промена, значи, во стискањето на вимето на боските и тогаш се јавува оваа болест. Значи, најчесто влезно место на на бактериите е дуктус папиларис или тоа самото виме, значи врмот на вимето, вимето е видено. И тука најчесто влегува бактеријата и тоа има одреден период околу 40 до 50 минути дека да се затворат таа мускулатура се затвори, значи имаме пролаз, отворен пролаз, а млекото е подложно на бактерии, значи она најбрзо ги привлекува бактериите, најбрзо се размножуваат бактериите и дека да се затвори тој канал, значи доаѓа до навлегување на бактериите. А да преку повреда на кожа е многу поретко, значи може, али многу поретко се дешава да се јави ова болест. Сега исто така тоа се значи некаде некои болести, тоест причинители на ова болест кои што се од наш карактер, значи како сопственици на стоката кои што не внимаваме. А може да има и физиолошки неправилна градба на самото виме,
тањересто виме, па увлечено виме како чашка и тогаш се прави во тој отвор може да остане капка млеко и тоа привлекува бактерии, пак да се бактеријата маститис да се развие во самото виме. Исто така, најчесто кога сум бил во допир во тие фарми со работниците, најчесто се јавува и причината се јавува и миење на вимето со ладна вода. Тоа е стегање на млекото, место да го пушти, има тука еден хормон окситоцин кој што делува, значи да почне млекото да се излачува, а со ладна вода правиме контраефект и млекото се стега и не доаѓа до испуштање на измамарните жлезди и тогаш обично работникот ќе каже, абе го крие млекото. Значи не е тоа криење на млекото, него едноставно ние сме направиле грешката и тогаш обично се разговара, им се објаснува на луѓето каде се проблемите, значи да не се јави оваа болест. Сега би кажал, например, од кога се јави болест, значи тогаш имаме голем број на соматски клетки. Што имаме голем број на соматски клетки, одма квалитетот на млекото е намален. Значи влегува во втора, трета категорија, може и од купувачот и да не го зема. Значи имаме голем број. Пошто кога имаме маститис, тогаш тоа млеко не може да се употреби за подсирување, тоа е за правење на кисело млеко, пошто мајата не делува, не фаќа млекото, иначе едноставно не може да се искористи. И затоа обично мора да се внимава во тој поглед. Сега, например, да речеме, имаме видлив маститис, кога секој, значи обичен лаик, значи кој што не знае што е таа болест, ќе го види оттечено виме, црвено. Да, видливи се, тоа е видлив маститис и одма знаеме дека имаме проблем. И тогаш треба да се пристапи нормално ко лечење. А има еден друг скриен субклинички маститис кој што ние не го гледаме. Значи гледаме како се е во ред со животното. Значи кога зборуваме за маститисот, таа е болест која што се јавува и ки кравите, и ки овците, и ки козите, ки свињите. Исто така маститис може да се јави и кучињата. Значи секаде кој што они имаат мамерни жлези, значи кои што лачат млеко. Значи и сите, значи нема нешто посебно. Сега каков ќе биде обликот? Која ќе биде терапијата, тогаш тоа можеме да имаме некои промени, али ние сега зборуваме за квалитетно млеко и кравите, кој што не нас најбитно, кој што ние го конзумираме. Исто така и млеко од овци и од кози, тука нема дискусија. Тој субклинички маститис кој што не е видлив, обично се открива со тестови, со брзи тестови или со масти тестови, ги откриваме да видиме дали имаме такви болни животни во стадото, што е многу битно. Те обично знаеме дека очекуваме од едно приплодно грло да доста млеко, а немаме. Значи маститисот е присутен, бактеријата е тука, и што се стрептококи. Значи сепак има нешто што ќе ни укаже дека постои проблем. Па прво ни укажува тоа што нема доволно млеко. Значи тоа е прво. После може работникот или сопственикот да каже, бе слушај докторе, нешто тешко сам мози, па нешто некојаш имам помалце повеќе млеко, или едноставно даваат ако сакат, они може да примета дека нешто има. Значи, може, али треба да докажеме. Така има брзи тестови кои што се зема млеко на подлоги и докажуваме дека имаме субклинички или скриен маститис. Тој скриен маститис може после да помине во видлив маститис. Тога се уште потешко терапирањето и лечењето. Ќе помине, али треба време и одреден период. И сега треба, додека е таков, значи треба да го сузбиеме и сега моментално на пазарот има доста лекарства, медикаменти кои што може да се употребат, али има еден друг проблем кој што нема лек, кој што нема каренца. Значи сите имаме одреден каренца од 7, 10, 12 дена. Тука сега кој ќе кажете 7-12 дена, значи тоа се 12 дена по 2 молзења, се 24 молзења или одредено животно дава 20 литра млеко, па 12 дена по 20 литра, значи тоа се околу 30-40 литра млеко треба да се, тоест 300 до 400 литра млеко треба да се фрле. Значи не може да се конзумира. Додека работев на фармите, таму има одреден место цистерна каде што се става млекото и после тоа оде во депонијата. Значи нештедливо се уклонува, се фрла, значи не може тоа млеко да се употреба, пошто има антибиотик. Докажано е дека ако се конзумира млеко
кои што содржи антибиотици, може да се јават и алергии кај возрастни луѓе, кај деца, кај нас лично, значи може да се јават од тие пеницилински препарати, стрептомицински препарати, може да се јават алергии. Значи не сме да се конзумира, значи не сме да се конзумира млеко со антибиотик. И така да, отприлика, околу 60%, значи на една фарма или во една индивидуална фарма, значи каде ќе имаме 20-30 крај кои се помогнува, се одделуваат пари само за сузбивање на оваа болест. Значи, покрај тоа што е на мален квалитет, и многу пари се одделуваат. Значи, за тоа обично сакаме да им обратиме внимание на самите производители каде треба да се внимава. Околу превенција. Да, околу превенција, да не дојде до таа болест. Ако дојде, тогаш мораме да се бориме, мораме да лечиме, да сузбиваме. И, например, да речеме, имаме и може да се јаве, многу пати се јавува изголемен број на леукоцити во млекото. Тогаш млекото има кисела, тоа е солен вкус. Значи, па е на мален квалитетот на млекото. Значи, пак секој се движиме, се вртиме околу тој квалитет, али сакам да тука некаде би завршил, значи да не би зборувал са кои препарати може, значи имаме препарати кои се стават во вимето, интрамамарно, имаме интрамускуларно препарати, значи има препарати, антибиотици кои што може да помогнат, али тоа се да не дојдеме до тој степен. Кога се дојде, тогаш обично одредени сточари знаат сами да лечат, сами да терапират, али тогаш се јавуваат проблеми, значи не соодветно лечење, не соодветно терапирање и секогаш би требало нормално да се викне ветеринарна служба да се реши проблемот побезболно и пократко, значи да влезе во продукција. И уште еден проблем е тука, ако не се превенира навреме, ајде, сме го намалиле квалитетот, сме изгубиле количина на млеко, можеме и вимето, како вимеко боцка, да го изгубиме. Пошто кравите имаат 4 боцки, козите имаат по 2 и овците. И сега ки кравите кога се јавува маститис, ако не сме го сузбиле, може 1, 2. Пошто они се секоја засебна четвртина, значи нема мешање кај нив, нема ништо таква работа. И ако го изгубиме, ќе изгубиме една боцка, ќе изгубиме 2, па ќе останат 2. И ако треба од една крава, карикирам да измозиме 5-6 тона за 300 дена, ние тога ќе мозиме 2,5 тона или 1 тон. Или до литра млеко, значи кога ќе семите у глобала се големи губитоци кои што се дешаваат кај домашните животни. Дали и кои од овие болести кои што ги споменавте може да влијаат лошо, односно да се манифестираат врз здравието на луѓето? Вака, например, да речеме, ја спомнав, нели, пред тоа ви реков и за бруцелозата, која што е присутна и доста опака болест, кој што мора да се внимава, да не се заразиме, не сме да се конзумира свежо млеко, значи бруцелата се уништува со варење на млекото, така да мора да се внимава тоа. Значи, мислам дека во дистрибуција не е дојдено такво млеко, обично за бруцелозата се заборуваат овие сточареви кои што ги конзумираат такво млеко или фамилијата конзумира непревриено млеко, тоест непревриено сирење, кој што треба 90 дена да остои, па после да го конзумираме и тогаш се јавуваат проблемите. Значи, обично знаеме дека тоа се инцидентни случаи, али ги има и се присутни, пошто знам дека и овдека во Велес е болница за лечење на бруцелоза, така да тоа е проблем кој што го нарушува здравјето на човекот, едноставно мора да се внимава. Вештачко осеменување. Кои се предностите, па и недостатоци доколку ги има? За вештачко осеменување. Па вака, како да ви кажам, вештачко осеменување тоа е работа која што се применува кај нас, али не толку колку што треба. Значи не доволно. Вештачкото осеменување го имаме кај кравите, овците, кај козите, помалце ки козите, исто така може да биде и ки другите домашни животни. Јас би зборувал сега да би кажал нешто повеќе за вештачко осеменување ки кравите, зошто да се применува. Па за да ние кравите ги чуваме за профит, за пари. Мислам, ги реков ние, значи собствениците ги чуваат за профит, али за да добијат добар генетски материјал, мора да се оде со вештачко осеменување. Покрај тоа што има доста елитни бикови кои што даваат генетски потенцијал за да има многу млеко.
Значи, има млеко, да има здрави телиња. Например, да речеме, ако се оде со природен скок, еден бик може да осемени една крава на 4-5 дена, ништо повеќе. Или во месецот може да осемениме 4 или 5 крави. Али не само осеменувањето тука е проблемот што биковите пренесуваат многу заразни болести. Со самите скокови ги пренесуваат заразните болести, може да се деси во еден регион да се заразат повише стада од еден бик кој што го користеле во селото или во некоја општина. А сега, кога би оделе со вештачко семенување од еден бик, имаме некои податци, да речеме дека може се добие 150 до 200 дози. 10 скока на тој бик, тоа ќе дојдат околу 2000 дози, значи 2000 крави, јуници осеменети, али со квалитетна сперма, каде што имаме генетски потенцијал дека ќе имаме повеќе женски телиња, значи стадото си го размножуваме, али со квалитетен генетски материјал. И тука е многу битно, кога се прави вештачкото семенување, ние самите го темперираме кога треба да се осемени крава. Тоа е многу битно. Значи не кога ние мислиме, него кога треба. Значи има во литературата се знае точно и индивидуалните сточари обично кога разговараме со нив им објаснуваме, пошто ипак они се индикатор, они се наш двигател, нас ни помагаат во работењето, ако знаат точно кога да ни се јават, да ни информираат, па или да ни кажат што приметили. Првите симптоми знаци се многу битни и да речеме кај кравите е во ред. Остане стелна, очекуваме едно теле и тука е. Али додека ки свињите вештачкото семенување многу е битен тој термин кога ќе биде. Ако ние го погодиме терминот на семенувањето, ние ќе имаме тогаш многу повеќе прасиња. Значи свињата ќе остане спрасна, али со прасе 4-5 прасиња. Значи терминот не сме го погодили. Сега некош може да види до генетскиот материјал, тоа свињата не е добра, значи не е добар генетски материјал, али ако имаме вештачко семење добар нераз, тогаш значи треба да бараме причината, не сме го погодиле терминот. Не сме погодиле добро овулацијата, кога имаме добра овулација на станата, значи да имаме повише овулирана јајцеклетка, сперматозоидите да се прифанат и да имаме осеменување. И значи, покрај тоа, значи реков, секогаш мораме да тежнееме кон тоа дека ќе ги намалиме преносливите заразни болести кои што може и самиот нераз да ги пренесе, самиот бик да ги пренесе, самиот прч да ги пренесе, што се машките животи да ги кажеме. И тоа е многу битно, значи хигиената да се применува тие работи и тоа што е нормалното е че секојаш пат се навратам, ќе имаме добар генетски материјал, значи ако сакаме да одиме напред. Значи Израел има више стигнато до 12-13 тона млеко. Ние сме многу далеко од тоа, али таму се применуваат одредени стандарди, одредени генетски материјали и така да течат. А сега мислам дека и ние одиме на тој правец, така да ние како ветеринарна служба сме опремени со тие работи, значи излеваме на терен, ги завршуваме работи, значи осеменување и свињи и крави. Со овците послабо работиме, пошто уште се малце скептични овцарите да си ставаат тапи, али не толку како што би требало да го применуваат тоа. Иако не спаѓаат во оваа група, ќе поразговараме малку и за болестите кај пчелите. Во зимскиот период се јавуваат болести кај пчелите на кои за жал не се обрнува многу внимание. Кои се последици од ова со оглед на тоа што тие го даваат медот, што представува еден начин на природен лек кој што ние често го консумираме? Како да ви кажам, да, точно така е. Пчеларството е една гранка во ветерината која што е обработена, али не е до крај, не се придржаваме, не работиме на тој случај. Некојаш е останато тоа стихијно, што тоа е моје мислење, значи не кога би зборам тоа, јас лично го мислам. И точно има доста болести. Баш ланската година имаше голема смртност во пчеларството. Имам одредени сознание кои што имал 100-150 пчели, па дошол до 20. Значи, кој кажеме пчели, тоа се мисли не една пчела, него не еден сандак, кој што има до 80.000 пчели внатре. Значи, тоа се бројка.
Точно, во зимскиот период најчесто проблеми се среќаваме со крлежот или вароа. И тука причинител е вароа јакопси и тоа е крлеж кој што ги напаѓа пчелите. Значи има и доста други болести, али најчест проблем има пчеларите со вароата, значи со крлежот. Женката возрастната можеме со голо око да ја видиме, значи таа е големина некаде од 1 до 1,7 мм со ширина 1,1-2, значи кога бараме, што ипак и јас имам пчели, значи работам со нив и кога сакаме да видиме дали има, значи се гледа со голо око, значи не треба нешто микроскоп, не треба некој големо познавање. И се гледа со голо око, таа има хитинска обивка, има 4 пара нози кои што се прицврстува за самата пчела. И тука ги несе своите јајца. И крлежот кога ќе ја нападне пчелата, таа е вознемирена, бара некој да се ослободе од тој паразит, надвршен паразит, бара начин, али крлежот своите јајца ги несе до трутовото легло или ки пчелата кој што ги несе јајцата и таа несе своји јајца тука. И при самото тоа несење на јајца, крлежот се храни со хемолимфата од пчелите. А исто така се храни со хемолимфата и кога ги несе вамо јајцата во трутовото легло и во пчелиното легло. И ако се развијат млади пчели, не угинат одма, тие пчели се многу помали од тоа што треба да бидат. Има околу 10 до 20% на тежина, на големина се помали. После се раѓаат пчели без крила, значи не може да лета. Значи тука умира во самиот сандак. После може да се јави, например да речеме да испадне па да не може да се врати, значи губици се големи. Сега крлежот е тоа што неговиот период на животен век е од 3 до 6 месеци во летниот, во зимскиот период и од 2 до 3 месеци во летниот, значи брзо се обновува, 20 до 30 јајца се несат и па нови се развиваат. Развојот му е доста брз и тука кога е нападнато самото пчелино легло, имаме голема смртност и обично пчелите сами знаат да се бранат. Има еден податок, например да речеме пчелата која што присутна во овој нашиот регион послабо се бране од индиската пчела. Таму им прочитам дека индиската пчела сама се чисти од крлежот, че го имат тој осет за чистење. Сега, кога е пчелата нападната, леглото е намалено, значи малце пчели се изведуваат, крлежот се уште повеќе инвазира, уште повеќе го напаѓа пчелиното легло и доаѓа до смртност. Значи, едноставно, ако не навремено испадне пчелата со одреден број на матицата со одреден број на пчели, тогаш нашето леглото не угинува. Карактеристично за ова болест што, например, да речеме, има податок дека до 500 метра пчелата може да се пренесе од едно до друго легло и обично има една вика врие како во кошница. Тоа е летниот период кога имаме доста паша, кога пчелата постојано излегува, влегува во самите кошници, тоа е доста интересно да се види и во живо. И тогаш има пчели кои што го чуваат леталото, сандакот го чуваат, али тогаш се сите за работат, едноставно пчели работнички и не обрануваат внимание дали ќе влезе пчела од друго улјеште, од друга пчела, кој што зимскиот период, тоест касна есен, рана пролет, тоа не може да се деси, али во тој летен период се дешава и заразената пчела дошла во другиот сандак. Значи, имат испитување направено и скроз да се заврти сандакот, значи да не е истото летало скроз, значи пчелата пак ќе влезе во тој. И фактички болеста крлежот се пренесува од здравото, од болно во здраво, од ова во друго и така да може за многу краток временски период сет пчеларник да биде заразен. И тогаш се економски губици се многу големи. Се знае кога обично трутото излегува надвор да се оплоди со матицата, знае до 10 километра.
и да не се врати, значи на 10 км, ако нормално, некоја низина, кај што не е планина, рид, значи да нормално се префрли и на 10 км се пренесе болеста. Човекот имал вред, третира се, немал никакви проблеми со крлеш, кога вака кај него има што да види. Доста тешко се искоренува болеста, доста тешко. Со тоа да приносите, рековме, на мед се намалуваат, пчелите угинуваат. Значи економските ефекти се многу големи во негативна смисла за самиот одгледувач. Сега, например, да речеме како што да кажеме тука, како што има секоја болест има и лек. Значи не е нешто што не може да се излечи. И сега, например, да речеме во зимскиот период, кога немаме легло, кога матицата престанала да ги несе јајцата, доста добро е да се користи оксална киселина, која што е доста ефикасна, економски не бара многу средства. Да, проблем да се земе, значи не е толку скапа, али ефикасна. Значи тоа е во зимскиот период, обично више треба пчеларите кои што има пчели, више треба да е више завршено третирањето со оксална киселина, затоа што некаде крај на јануари, февруари месец више матицата почне повторно да работи, ако станала жива нормално, почиња повторно да работи и после треба други третмани. Сега, например, да речеме, некоја служба ги препорачуваме мравијата киселина, која што е дозволено да се користи. Таа се користи обично кога имаме легло. Сега, тука имаме и други препарати. Значи имаме препарати на димење. Значи со самото димење да се внесе антибиотик. Со контакт. Забравив да ви речем, самите пчели меѓу себе кога се додирнуваат, они го пренесуваат тој лек. Значи го пренесува самото летање, самото додирнување се пренесува лекот. Значи они сами меѓу себе го пренесуваат. И така да тука би спомнал, например, дека имаме и стапчиња, обично така ги викаат и пчелари, стапчиња, веролик, веростоп, кои што се доста ефикасни, али има еден проблем дозирањето. Значи, точно им кажуваме колку, како, колку да се стави и, докторе, јас ставив уште 2+. Значи, не е во ред тоа. Значи, ки крупната стока и ки малите животни, а исто ки инсектите, ќе се јаве отпорност, резистентност на лекарствата. Што после ќе правим? Пошто отприлика тие се моментално на пазарот лекарства, кои што се ефикасни, добри, али ние мораме да внимаваме како ги третираме. Значи, тука е оној, како да ви кажам, нужноста, контактот кој што треба да го има ветеринарот со пчеларите, че да им се објасни зошто, како, зошто не треба плюс да се користи, зошто не треба точно таа доза да се стави. Сега како тие да го применат тоа, бидејќи ако не ги послушаат вашите совети, сега како сега, значи, резултати ќе бидат послаби, некаде се јави резистентност на тие лекарства и тогаш се најдеме причина треба да ново да бараме, значи на пазарот тешко се isfrlат нови производи, треба да има ипак потрошувачка, побарувачка, така да некој да пласира нов производ на пазарот. Дали овие препарати кои што ги споменавте влијаат врз квалитетот на медот? Вака сега, значи, ако препаратот се користи во оној период и оно време кога е препорачено, не влијаат. И количината. Пак ќе се навратиме, колку ќе ставиме тој препарат. Нема да влијат. Значи, ипак се тоа препарати кои што се дозволени за да се употребуваат. Значи, со агенцијата е дозволила, да, тие можат, али пишува точно кога треба се користи метод или, например, да имаме одредени препарати кои што не смееме да ги ставаме кога пчелата собира мед. Значи, не ви пишува. Сега, ако има несовесен човек, тоа го направи, го стави, али треба пак тука, пак се враќам, значи тука треба па ветеринарната служба, па ветеринарната инспекција да испадне, да види на теренот како се однесува, значи да се сузбија, значи ипак се допре до некои информации, пошто баш еве на овие порталите имаше во Србија се вратени околу 30-40 тона мед од странство, само ради тоа што нашле одредени антибиотици во медот. И тоа, например, да речеме, ако биле 0,1 нано, кај таму 0,0, 2 или 3. Значи,
нашли дека има антибиотик и медот се враќа. Нема конзумирање. Ите мед мора нешкотливо да се отстрани, да се фрле. Значи пак кажам, значи мора да се има консултација, мора да се разговара и да се дискутира. Нема Тоа од тука корист на сите. Да, кои се ризиците и како би се одело напред. Значи, ипак сите конзумираме, значи, кажувам, да, медот е здрав, ама мораме да го конзумираме без антибиотик. Нормално. Јас ви благодарам и вам на гостувањето, исто како и вашата колешка. Ве очекуваме во некоја наредна емисија да поразговараме. Благодарам на поканата, милун беше што бевме гостин, се најдам.